Форум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Мирно се протестира изминативе 2 недели, но може ли ситуацијата да ескалира? Колку граѓаните се подготвени со жив штит да го бранат собранието? Значи, ситуацијата во овој момент нема да ескалира. Луѓето ќе продолжат со мирни протести до моментот додека не ескалира безобразието, додека не ескалира нормално нивната желба да ја реализираат платформата. Оној момент кога ќе биде, ако дојде до такво нешто, да не се повлече тиранската платформа, целиот народ ќе застане околу собранието. Ќе ескалира оној ден кога насилно ќе влезат во собранието да формираат парламент. Народот ќе застане околу собранието и нема, они може ќе влезат, нема да можат да излезат. Работата е во тоа што тие сакаат насилно да формираат собрание, насилно да ја преземат власта и да командуваат со полицијата. Полицијата да излезе по тоа и да го тепа народот. Они сакаат тоа да го направат. Нема да дозволиме. Постои ли таква подготвеност кај граѓаните да застанат околу собранието и да го бранат законодавниот дом? Има поддршка од цела Македонија. Се уваат луѓе кои што сакаат да дојдат од цела Македонија да го блокираат градот Скопје. И ќе го блокираат ако не се трне платформата. Луѓето се спремни да останат на улица, да ја заштитат унитарноста на Македонија. Луѓето се спремни, дури што се вели животите да ги дадат за Македонија, како што ги давале животите за Македонија. Замислете, ако тие со таа своја тиранска платформа ги напаѓаат луѓето кои што се бореле во народно-ослободителната борба за Македонија. Предпоставувам мислите на онаа точка за геноцид. На точката за геноцид. Па како може така? Меѓу другото, знаете ли дека водачи на народно-ослободителната борба биле учесниците од солунските атентатори учесници во ВМРО-вските чети кои се бореле за ослободување. Значи, тие биле водачи на востанието, без разлика на години, не излегувал народот од дома, луѓето кои што пред тоа веќе биле спремни да се жртвуваат за татковината, излегле да се борат и против фашистите. Меѓу другото, Албанија била во Антантата била фашистичка земја. За време на Хитлер тие биле окупатори на македонскиот дел, на западниот македонски дел. Тие и тој го сметаат дека се они дека живееле таму или дека им припаѓа. Како што бугарите сметаат како фашисти кога окупирале Македонија, дека исто овој дел им припаѓа ним. Нема такво нешто. Македонија е една единствена, целата територија наша е македонска, каква што е и таква ќе се бориме да остане. Луѓето се спремни, реков, како што видовте овде веќе почнаа да се појавуваат со разни механизации, што од една страна е многу симпатично, затоа што на вистина имаме поддршка, милион бенефиции се дадоа. За каква криминална власт се зборува? Се изградија патишта, се изградија школи. Ние со нашиот театар одиме низ Македонија, гостуваме, играме представи за деца во сите школи, градинки и така натаму. До 2005-2006 година школите немаат тоалети, имаа нужници надвор. Зошто до тогаш не ги направија школите? Сите школи се сега обновени со прозорци нови, со штедливи изолации, со тоалети најнормални низ цела Македонија. Не во нужници. Во Дебарска жупа сме биле, во Пласница, зборувам за такви села, другово. Во школото имаше надворедни нужници без врати, без тоа беше страшно нешто. Сега денес сликата е поинаква. Денес во школите кои ќе влезете, знаете ли како е тоа? Тоа е направени тоалети, обновени училници, нема веќе школа од стар тип. Културните домови беа јавни нужници низ Македонија.
театарот во Гевгелија беше срушен, театарот се обнови. Културниот дом во Богданци, во Стојаково, во целата таа, еве јас кажувам зашто таму сега сликата ми се појавува пред очи. Беа јавни нужници. Културниот дом во Богданци, додите да го видите каков е. Или театарот во Гевгелија. И сите културни домови низ Македонија. Еве сега во Каменица е обновен културниот дом. Тоа ли е криминална власт? Која што тие работи ќе ги земе со себе Груевски и нели криминалната власт околу него, ќе ги земат улиците, ќе ги земат зградите, со нив така тие се богати, се обогатија на тој начин. Јас сум актер, јас не сум политичар, иако денес не постои кај нас човек кој што не е засегнат, не се бави со бидејќи секој ангажман е на еден начин политика. Мислам дека во вакви моменти, во вакви исклучиво кризни состојби, ситуации, денови, народот треба да издржи, да си го бара правото на своето самоопределување, да ја зачува унитарноста на Македонија, да ја добие поддршката од сите луѓе кои што живеат во Македонија, ја сакаат Македонија и се спремни да се жртвуваат за Македонија. Јас, како Ванчо Петрушевски, прв застанав на бедемот на овие протести и ќе останам до последен ден. И секој ден сум на протестите, и секој ден ќе го кажувам ова истото што го кажав денес. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија.